Рускиот председател Владимир Путин е заинтересиран да разговара за траен мир со Украина. Го предлага Истанбул како место за евентуални преговори. Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Оваа изјава на Путин доаѓа неколку часа откако европските лидери заедно со САД повикаа на 30-дневен прекин на огнот и почеток на директни преговори меѓу Русија и Украина. Потпарулката на Руското министерство за надворешни Марија Захарова објаснува дека Путин смета дека прво треба да се одржат преговори за основните причини за конфликтот, а потоа да се разговара за примирие. Путин ги спомена и неуспешните мировни разговори од 2022 година кои се одржаа во Истанбул и предложи да се продолжат овие разговори без никакви предуслови. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Украинскиот председател Володимир Зеленски овој чекор на Русија го оцени како позитивен, но нагласи дека првиот чекор кон тоа е прекин на огнот од утре, 12 мај. Добар знак е што русите конечно почнале да размислуваат за прекин на војната. Секој во светот долго време го чекаше ова. Сепак првиот чекор кон вистински крај на секоја војна е прекин на огнот. Бесмислено е убиствата да продолжат дури и еден ден. Очекуваме Русија да го потврди прекинот на огнот целосно, трајно и сигурно од утре 12 мај. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган рече дека е подготвен да биде домаќин на мировни преговори меѓу Русија и Украина, а аналитичарите оценуваат дека сериозни разговори би значеле огромни промени во позициите на двете страни. Германскиот канцелар Фридрих Мерц истакна дека прво мора да престане пукањето пред да започнат било какви разговори. Очекува Москва да се согласи на прекин на огнот.